Ние сега се враќаме овде во студиото, на самиот крај од секоја емисија, знаете веќе дека имаме политичка анализа, дебата, како сакате да наречете ја. Домаќин ова утро е Лазар Темелков. Добро утро. Добро утро, искрено за тебе. Негов гостин, соговорник ни е Петар Ристевски, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН. Добро ви утро, Иван. Добро утро. За самиот почеток да ве прашам, вчера убав, голем, значаен ден. Како го поминавте? Празнично и дел по агенда настани. Достојно го одбележавме и во Прилеп и во Скопје. 23 октомври, денот на револуционерната борба. Јас прашање да знаете дека по рекламите Лазе ќе ви ги поставува. Сакам само некако да поврзам со дискусијата што ја имаме секој утро со нашите гледачи. Денес, токму главна тема, најмногу коментари имаше за начинот на кој што вчера се одбележа, односно, ако може така да го наречам, непоклонувањето од страна на првите луѓе. Како вие тоа го толкувате? Не заслужил Гоце Делчев да му се поклонат? Не знам зошто власта си дозволува еден убав национален празник, каде што е одбележана македонската национална борба, да дозволи и тука да има поделба во еден празник кој треба да го чествуваме заедно, бидејќи тоа е отпочнување на македонската национална борба, на борбата за самостојна држава Република Македонија, и недозволиво е тоа што се случуваше и вчера, но и години уназад, од моментот кога овој празник е донесена одлука во Собранието на Република Македонија за чествување на овој празник. Лазе, може би само онако со 2-3 прашања да нафрлиме кои ќе се главните теми на кои што ќе дискутирате? По едното прашање веќе го спомна за односот на ништо. По второто ќе поставиме во друга форма и ќе добиеме друг одговор. А првиот дел ќе биде за работата на анкетната комисија за онкологија. Господин Ристевски е член на таа комисија, па да видиме како е задоволен од досегашниот тек на работите. Одговорите на овие прашања секако по рекламите. Да, се враќаме назад во студиото, време за политичката дебата. Лазар Темелков е домаќин на Петар Ристевски, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН. Пред рекламите, Лазе накусо нафрли на кои теми ќе се зборува. Лазе, повеќе. Благодарам, Искра. Господин Ристовски, член сте на анкетната комисија за онкологија, која треба да утврди дали скандалот на клиниката носи политичка одговорност на владени функционери, кој е одговорен за случувањето на клиниката и дали на пациентите им биле загрозени човековите права. Колку сте задоволен од квалитетот на информациите кои што досега ги добивте преку работата на анкетната? Па генерално сме задоволни, бидејќи на почетокот имаше проблем во доставувањето на оние материјали кои ги побаравме како анкетна комисија од институциите. Некои институции поспоро, потешко ги доставуваат, но сепак во некој нормален рок го запазуваат, така да генерално сум задоволен од доставените информации и од тоа како течи работата на анкетната комисија до сега. Немаше проблем со одзивот на луѓето кои што ги повикувавте на испрашување? Па за сега не. Беа веќе тројцата министри, беа директорите и раководители од фондот. Утре продолжуваме со луѓе од Министерството за здравство и до сега немаше никаков проблем. Имате ли план до кога треба да заврши работата на анкетната комисија или не се знае? Па имаме агенда за седмици кои ќе се одржуваат, некаде до 30 овој месец ќе имаме редовно седници, еве и во сабота ќе се работи, така да ќе гледаме додека е актуелна темата што побрзо, бидејќи кај луѓето се појавува една недоверба кога се работи за овие работи да се решаваат преку комисии, бидејќи има една реченица кај народот позната, ако не сакаш да се заврши оваа работа, формирај комисија. Така да ние мислам дека ќе ја разбијаме оваа недоверба, како што кажавте, улогата на анкетната комисија да донесе заклучоци, да укаже дали имало или немало политичка одговорност и мислам дека ќе одговориме квалитетно на задачата. Следејќи работата на комисијата, една работа ме збуни. Двајца поранешни министри за здравство, Венко Филипче и Беким Сали, пред комисијата изјавија дека не знаеле за като системот сега. Не зборуваме за гази или завои за преврска, зборуваме за систем кој што
со кој што треба прецизно да се врши дозирањето на терапијата на онкологија. Веќе бидна фин, нема да констатирам ништо, ќе прашам само нели е ова малку чудно? Навистина е чудно. Многу работи, многу одговори на прашањата од членовите на анкетната комисија, навистина делуваат одговорите зачудувачки, бидејќи недозволиво е ова што го кажавте, министрите да немаат и немале, се виде од досегашната работа на комисијата, контрола воопшто врз работата на дел од клиниките, на универзитетските клиники, во овој дел на универзитетската клиника за онкологија и радиологија. Од досегашната работа на комисијата можам слободно да кажам дека овде е забележана комплетно суспендирање на контролните механизми на клиниката. И ова што го кажувате, неинформираноста на министрите, воопшто немањето интерес, не покажувањето интерес во текот на нивната работа за овој дел. Значи, не дозволиво еден систем кој чинел 360.000 евра и кој навистина сите кажуваат дека е премногу квалитетен во делот на работата за кој што е набавен, контрола на терапијата. Претходно краток период додека бил во употреба на клиниката, кажуваат дека навистина исклучувал секаква манипулација со терапијата. Се гледа дека се гледа интенција намерно исклучување од контролните механизми, од контрола на терапија на овој систем, за да може понатаму да се 2016 од 2017 чмае во некои подруби. Да, овдека се гледа дека е тенденциозно за да може понатаму еден човек да одлучува. Гледаме дека директорот Васев, Нино Васев, кој во тој период ја извршувал функцијата директор, му се дозволило да биде бог на клиниката, да дозволува кој ќе умира, кој ќе живее. Односно, сам одлучувал, подпишувал за тоа кој ќе ја прима терапија. Како што кажав таму, исклучена е секаква контрола, не постоел стручен колегиум кој требало да го прави планот за набавка на терапијата и да се консултираат кои пациенти ќе ја примаат терапијата, и затоа излегоа многу инсинуации, шпекулации, се зборуваше дека дури и мртви луѓе, пациенти, се уште стоеле на листата за чекање за терапија, и дури и луѓе кај кои не е диагностициран канцер. Овде е симптоматично што еден ваков пациент е и мајката на тогашниот организацијски економски директор на самата клиника, така да многу информации покажуваат голем број на злоупотреби што не смеело да се случат. Уште еднаш ќе повторам, суспендирањето на контролниот механизам на клиниката е причина за ваквите работи кои што се случуваат таму. Го спомнавте контролата на работата на клиниката. Е за една друга во делот на парите на предпоследната седница на анкетната комисија. Министерот меѓутоа рече дека буџетот за сите здравствени институции, вклучително и клиниката за онкологија, не бил проблем. Значи, ако парите не се проблем, а парите доаѓаат преку Фондот за здравство, каде е тогаш проблемот? Нели треба Фондот за здравство да контролира каде ги упатува тие средства? Министерот Мичити имаше едно добро излагање, оптимистичко, но не знам колку ќе испадне точно, бидејќи работите што тој ги кажа, дека за ваша информација и за информација на вашите гледачи, дека по промената на директорот со новото раководство на клиниката за онкологија намален бил долгот, односно бил преполовен. Но само до другиот ден, кога сведочеше финансовиот директор на Фондот за здравствено осигурување, кој кажа пак спротивно од министерот дека долговите продолжиле да се зголемуваат, тенденција било да се зголемуваат. Затоа треба да се проверат сите тие работи кои навистина оптимистички ги изнесе министерот. Тој кажа дека има пари во буџетите на клиниките, но како што и самиот кажа, недомеќинското и нестручно работење е причина за големите долгови кои се таложеле. Но тука ќе кажам, и во ред е тоа што го кажа, дека треба да се променат менаџерските тимови доколку покажат слаби резултати. Уште еднаш ќе се надоврзам на контролата, вие што рековте, министерот Филипче не постапил
како што требало по закон, по член 110 од законот, бидејќи за здравствена заштита, бидејќи директорот на клиниката треба да му поднесува на секои 6 месеци извештај. Ако покаже слабо работење, треба да му даде шанса на директорот да достави тој план и да го поправи финансиското работење, да покаже подобри резултати. Тој воопшто ниту пробал со директорот Васев да издействува намалување на долговите, оставена била работата за цитечи, таму се земале, се набавувале лекови, како што и потврдија и директорите од фондот за здравствено осигурување, дури и на реверс, без никакви набавки, без распишување тендери, и се само од една фирма. Што навистина не може алиби да не знаев, должност му е да знае. Не, таму апсолутно сите знаеле што се случувало и тука нема бегање од одговорност. Таму се работи за пари, за големи пари. Бидејќи долговите достигнале во моментов и 20 милиони евра и тоа сето било дозволено да се течи, да се набавуваат лекови кој како сака, сето е за провизии. Но штета што луѓе ги изгубиле своите животи наместо терапија, биолошка скапа терапија, модерна, добивале, како што се кажува, физиолошки раствор. Јас нарекувам така по прилепски крстена вода. Една работа што мислам дека треба да им појасниме на гледачите, затоа што сите не се експерти, особено за делот на собраниското работење. Анкетната комисија е формирана меѓу другото да утврди политичка одговорност. Значи зборуваме, претпоставувам дека таа политичка одговорност треба се бара кај некој од министрите. Под предпоставка дека сите информации кои што ќе ги добиете водат кон рендом, што вика случајен избор, ќе речем, кон поранешниот министер за здравство Венко Филипче. Значи бараме политичка одговорност од Венко Филипче, кој што сега веќе не е политички активен, или ако е можеби нешто во делот на партиските структури, не сум сигурен. Анкетната комисија, знаеме сите дека не е суд. Што во таков случај? Вие на крај нешто ќе заклучите, тој и тој, ја го спомна Филипче, може би Беким Сали или било кој пред нив, има политичка одговорност за случувањето на онкологија и за големите долгови, за оно што вие го рековте, крстена вода и така натаму. Што со тоа? Тука е јасно. И без да се формира анкетната комисија, органите на системот требало да си ја вршат својата работа. Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи, без разлика анкетната комисија дали и каков заклучок ќе донесе. Секако дека после сите овие информации кои ги добивме и после целокупната работа на анкетната комисија, ќе следува заклучок и ќе следува, можам да ви гарантирам со сигурност, квалитетен заклучок, бидејќи се разгледуваат многу материјали, многу извештаи од сите институции кои се вклучени, ќе следува заклучок околу политичката одговорност, која не сакам пред време да кажувам, но од ова што се гледа, секако дека ја има. И понатаму не смее да се дозволи, односно и ние како анкетна комисија, како пратеници од собранието, ќе притискаме за ова најгрозоморен скандал, афера во здравството, во историјата на државата што ни се случува, да има разрешница. Може ли или треба ли, например, го спомнавте обвинителството, да ги користи информациите кои што вие ќе ги имате? Обвинителството ги има сите На страна што информации. ли си има да се вршат своји истраги? Да, ги има сите информации. Проблемот во обвинителството е што јас и одговорница му упатив една реченица до јавниот обвинител, што јавниот обвинител во овој момент и во целокупната дел од неговата работа генерално представува ангел чувар на оние кои го кршат законот. На луѓето кои практикуваат криминал, корупција и затоа сме дојдени во оваа ситуација до кај што сме дојдени. Но уште еднаш ќе спомнам, не треба ниту да помисли јавниот обвинител, ниту МВР, никој да застани во одбрана на вакво грозоморно случување на клиниката за онкологија. Ова представува организирано масовно убиство. Овдека не знаеме колку луѓе ги изгубиле животите поради лакомоста за пари на одреден круг на луѓе внатре во клиниката. Спомнав дека не знаеме колку луѓе ги изгубиле животите поради неодговорно работење и така натаму. И тоа ме интересира еден дел кој што можеби како пратеник, за кој можеби како пратеник имате повеќе информации. Премногу се штури информациите од истрагата. Меѓутоа од она што ние можеме да знаеме, под истражни действија се 7 луѓе. Не знам дали се сите од клиниката за онкологија, можеби има некои надворешен играч и така натаму.
Можно ли е волкава комплицирана операција да се сведе на само 7 луѓе? Ако плеве за посетување Змисково, ако се сеќавате колку луѓе во Авсени, па неодамно ослободени. И во јавност, и во експертската јавност, и од оно што досега од вас, медиумите, кои активно сте вклучени и ја следите случувањата на онкологија, можам да ви кажам дека таму се води истрага по 3 основи. А овие 7 лица се осомничени само од по еден основ. И што се случува сега со оние 2 основи, дали има осомничени, нема осомничени, тоа треба да одговорат од јавното обвинителство и од МВР. На прашањата од нас пратениците на анкетната комисија за работи кои не му одговарат, добро се заскриваат зад реченицата истрагата е во тек и не можеме да изнесеме многу информации бидејќи истрагата е во тек. Но уште еднаш ќе повторам. Требало многу порано да реагираат и јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи, бидејќи имаме еден фантастичен извештај од една државна институција која еве во целото ова црнило што ни се случува, навистина го обели образот на како државна институција. Морам да го истакнам моето задоволство од тоа како Државниот завод за ревизија си ја завршил својот дел од работата и како го изготвил извештајот на онкологија. Таму има наведени се точно сите злоупотреби, сите неправилности. Доволно е министерот или јавниот обвинител да оди точка по точка по извештајот од Државниот завод за ревизија и ќе биде јасно што се случувало таму на таа клиника. И уште еднаш ќе кажам, овде мора да има разрешница, овде мора да има одговорност. Да. Искрено на почеток. Да, јас сакам да кажам, за жал уште неколку минутки имаме до крај. Па мислам дека имаме време за уште едно прашање. Сакам да прашам господинот за Јас би одвлечкала во друг правец, така што ако имаш врска со оваа тема, заврши. Не, сврска ми тоа важно ми ти го спомна прашањето на почетокот за вчерашното одбележување на 130 годишнината од почетокот на македонската револуционерна борба. Ниту еден од државниот врв не го испочитува празникот, особено никој не се поклони нели пред гробот на иконата на македонското револуционерно движење Гоце Делчев. Неодамна за 11 октомври половина влада се појави и имаше што да каже, некоја порака. Како гледате на дали ваквиот однос на власта кон овој поранешен дел, подалечен дел од македонското револуционерно минато ќе биде појасен ако гледаме низ призмата на договорот со Бугарија? Ова што се случи и кажав и на почеток е недозволиво. Власта пробува да се допадне некому или да не направи некоја провокација и грешка и гледајќи да изиграваат добри соседи, прават огромна штета тука внатре во државата, запоставувајќи ги ваквите датуми, настани. За мене е личности. За мене е значи недозволиво председател на држава, премиер да не се поклони пред великаните на македонската револуционерна борба. Недозволиво, бидејќи на овај ден, 23 октомври, не е ден на ВМРО, како партија ВМРО ДПМН, е ден на ставање печат институционален од кога почнала организирано македонската револуционерна борба со цел создавање, ослободување и создавање слободна македонска држава. Ако од тоа се страмат, а очигледно се страмат, овие луѓе не се повеќе да ја водат државата и треба да си одат. И народот тоа го кажува и ќе го каже на следните избори. А колова со Бугарија навистина ги премина веќе сите граници. Значи, црвените линии тие ги премина одамна. Ние мора како држава, ако сакаме да не биде и да се заштитиме, мора да ги зачуваме оние, да стоиме до оние црвени линии на идентитетот, јазикот, културата, традицијата, историјата. Тука нема што да се преговара и договара со никого. Ето сам би ве прашала со оглед на тоа што вие сте од Прилеп, утрово ни дојдовте од Прилеп, а прилепските пензионери кои што се наши редовни гледачи и јавувачи се едни така од најактивните, најгласните во своите барања, особено последниве, линеарно покачување од 5.000 денари, минимална пензија до 18.000 денари. Но одговорот што го добиваат е дека тоа би го загрозил фондот за пензии, пензискиот фонд. Постои ли некој начин, решение да им се излезе во престрек на нивните барања за подобар живот, достоинствен живот, а да не се загрози фондот? Прилеп како револуционерен град предничи и во протестите на пензионерите.
навистина неколку месеци, веќе 3-4 месеци, прилепските пензионери Редовно не секојдневно отстапуваат, така? протестираат во неколку наврати и нас како пратеници, и сите пратеници без разлика од власт или од опозиција не поканија. Јас се одзвав и навистина остваривме одлична соработка и веќе ги поставив нивните прашања и на говорницата на пратенички прашања. Секако дека има решение и мора да има решение, но проблем е што тука никој не сака да ги слушне. Министерката и владата си тераат своја политика и не сакаат да излезат во пресред на овие луѓе кои излегуваат на улица од мака. Тоа морам да го кажам. Сиромаштијата ги тера да излезат на улица. Наместо да си ги гледат своите внучина сега на старост да уживаат со солидни примања, тие излегле на улица да блокираат улици, патишта, бидејќи маката, сиромаштијата ги натерата. Луѓето треба да сватат во владата дека немаат за леп, немаат за млеко, немаат 2 денари да му дадат на внучината. И тука е проблемот. А нив наместо да ги седнат и да бараат решение заедно со сите политички субјекти во државава, тие ги обвинуваат за партизираност, членови биле на ВМРО ДПМН, не знам кај биле, а што ако се членови на ВМРО ДПМН земат повисоки пензии, ако се членови на Социјалдемократскиот сојуз. Јас бев на едни протести во Прилеп со пензионерите и видов таму, сам се уверив дека таму нема политика. Таму има и членови и нечленови од сите партии или луѓе кои воопшто не ги интересира политика, заедничка му е маката. Заедничка му е сиромаштијата. И тука мора што побрзо оваа влада која секојдневно не се симнува од екраните и ни кажува колку состојбата во државата е розова и колку буџетите се полни. Ако е така, еве одавде повикувам да се излези во пресред на пензионерите и да се реши нивниот проблем. Мора да се најди решение, бидејќи со 12.000 денари во овој момент не се живее. Да не забораваме, не се борат само за себе еден ден и ние ќе бидеме сите што сме овде пензионери, што значи се борат нека за се и сите сите ВМРО-вци, ВМРО-вци нека извојуваат победата. Таа победа ќе биде на сите. Имам ли време, ти си контролор на времето, за 30 секунди? Немаме време. Утре пак. Ви благодарам многу и на двајцата што бевте ова утро, прости Лаки.